Викај со сиот глас, не се воздржувај, крени го гласот како труба, укажи му на народот мој на беззаконието негово и на домот Јаковов гревовите негови. Тие секој ден ме бараат и сакаат да ги знаат моите патишта, кој како народ Божен постапува праведно и не ги остава законите на својот Бог. Сакаат од мене праведен суд, сакаат да се приближат до Бога, зашто ние постиме велат, а ти не гледаш. Ги измачуваме душите своји, а ти не сакаш да знаеш. Ете, кога постите, вие исполнувате својата волја и од другите барате тешки трудови. Ете, вие постите за караници и расправи и за да ги биете со рака сиромасите. Вие не постите во тоа време така, што вашиот глас да биде чуен од висините. Таков ли е постот што јас го определив? Човек да изнемоштува душата своја во денот кога ја наведнува главата како трска и под себе постила вречиште и пепел. Тоа ли ќе го наречеш пост и ден угоден на Господа? Ете го постот што го избрав. Раскини ги оковите на неправдата, одврзи ги врските на јаремот и угнетените пушти ги на слобода. Искрши го секој јарем, раздели го лебот свој со гладните, и скитниците сиромаси одведи ги во домот свој. Ако видиш гол, облечи го и од еднокрвниот не се кри. Тогаш твојата светлина ќе се јави како зора и твоето здравје наскоро ќе процути. Твојата правда ќе тргне пред тебе и славата Господова ќе те придружува. Тогаш ти ќе повикаш и Господ ќе те чуе. Ќе извикаш и Он ќе рече, еве ме. Кога ќе го остраниш јаремот од себе, кога ќе престанеш да креваш прсти да говориш лошо, кога ќе му ја дадеш на гладниот душата своја и ќе ја нахраниш душата на страдалникот, тогаш твојата светлина ќе изгрее во темнината и мракот твој ќе биде како пладне. И Господ секогаш ќе ти биде водач, а и во време на суша ќе наситува душата твоја и ќе ги крепи коските твои. Ти ќе бидеш како градина, напоена со вода и како извор чии води никогаш не пресушуваат. Тогаш твоите потомци ќе градат врстари урнатини. Ти ќе ги востановиш основите на многу поколенија и ќе те наречат обновител на урнатини и градител на патишта за населби. А ако заради саботата ја воздржиш ногата своја да ги исполнува желбите на своето срце во светиот мој ден, ако ја нарекува саботата радост, свет ден Господов, ако ја празнуваш и ако ја почитуваш со тоа да не се занимаваш со обичните работи, да им угодуваш на своите грешни желби и да празнословуваш, тогаш ќе имаш радост во Господа, а јас ќе ти искачам на височини земни и ќе ти дадам да вкусиш од наследството на Јакова, твојот татко. Устата на Господа го изрече това. Амин. А денес ќе зборуваме на една тема која што веќе ја имав споменато како споредна мисла во претходните вечери од проучувањето на Галатјаниве, но денес ќе биде главна тема. Убава лекција имавме денес. Би сакал да го насочиме нешто внимание посебно на на одсекот од средата, каде што апостол Павле споменува еден термин, редок термин за Новиот Завет. Кој е тој термин? Христовиот закон. Посекале да објасниме денес што е тоа Христов закон. Добро, како што посведочи драги, во денешното проучување на лекцијата сте имале интересно проучување. Па ево, јас ви дозволувам да слушнам да ми кажете и мене што научивте од лекцијата, конкретно за одсекот од среда. Што е Христовиот закон? Знаете ли што е Христовиот закон?
Добро. Сакам јас да чуем некој симпатичен одговор. Што е Христовиот закон? Коментарот од поуката вели вака: Павловата употреба на изразот законот Христов не се појавува на ниедно друго место во Библијата. Интересно. Значи, толку редок, само тука се споменува. Иако тој се служи со сличен израз во 1 Коринтијаните 9:21. Понатаму вели, единственоста на овој израз, како последица, имала голем број толкувања. Некои погрешно сметаат дека тоа е доказ во прилог на фактот дека Божиот закон на Синај бил заменет со друг закон, Христовиот закон. Ова го споменав, значи, кога зборувавме предходните теми. Повеќето христијани мислат дека во тоа се состои суштината на Стариот и Новиот Завет. Да повториме некои од тие мисли. Суштината на двата завета. Дека Стариот Завет значи некој стар закон, а дека Новиот Завет значи некој нов закон. И тогаш реков дека е тоа погрешно толкување и погрешна теологија. Кажав и зошто, но сега малку повеќе на таа тема. Зошто? Други мислат, вели поуката, дека зборот едноставно означува општи начала, во кои со носењето на товарите на другите го следиме Христовиот пример. Иако второто толкување има и некои добри страни, контекстот и сличната терминологија, како во Галатјаните 5 глава 14 стих, упатуваат дека исполнувањето на Христовиот закон е само уште едно повикување на исполнување на Мојсеевиот закон преку љубовта. Павле многу порано во своето послание покажал дека моралниот закон не е укинат со Христовото доаѓање. Наместо тоа, моралниот закон, протолкуван со љубовта, продолжува да има важна улога во животот на христијанинот. Тоа е кос приказ на оно што го направил Исус за време на својата земна служба, а го правил и во текот на целиот свој живот, па дури и при својата смрт. Со носењето на товарите на другите, ние не само што ги следиме Исусовите стапки, туку го исполнуваме и неговиот закон. Тоа беше целиот прв пасус од одсекот од средата. Ајде да ги прочитаме оние стихови кои што се беа наведени во самиот текст. Прво најблиско ни е Галатјаните 5.14, кој што се спомена и кој што скоро и го проучувавме. Значи, предходната глава, 14 стих. Еве, предходно во 13-тиот вели, вие, браќа, повикани сте кон слобода, че кога проучувавме скоро за христијанската слобода, но слободата вашата не ви служи како повод за угодување на телото. Значи, слободата не значи слобода за грешење, туку со љубов служете си еден на друг. И сега 14-тиот, зашто целиот закон, а на што се мисли под целиот закон? 10 заповеди, целиот закон, се мисли на целиот Мојсеев закон. И 10 заповеди, и сите други заповеди. И сите други 603 заповеди. Вкупно 613 во целото пето книжје
се извршува во еден збор, односно сакај го ближниот како самиот себе. Од каде на Павле оваа мисла? Не е изворна од неговиот ум, туку била кажана и порано, нели? Од некого некаде. Ајде да прочитаме 1 Коринтијаните 9:21, што таму споменал апостол Павле слично на изразот Христов закон. Прво послание до Коринтијаните, 9 глава, каде што зборува за начинот на кој што се прилагодува во сведочењето на другите, кон другите, значи за овие бев тоа, за оние бев тоа и така натаму. Еве да почнеме од 20-тиот. За јудејците станав јудеец, апостол Павле всушност и бил јудеец, меѓутоа се однесувал, значи јудејски, за да придобием јудејци. За оние што се под закон, станав како да сум под закон, за да ги придобием и тие под закон. Верам дека до сега не е јасен овој израз на што се мисли под законот. А и повеќе за тоа и во проучувањето на римјаните следното тромесечие. За оние што се без закон, тука е тој момент, кои се тие што се без закон? Тоа се незнабожците, неверниците, беззакониците, затоа и постои тој израз, беззаконици, беззаконие, без закон. Станав и јас како да сум без закон, но сега, значи, до сегашните споредби не им фали ништо. Значи, за јудејците станав јудеец, всушност по природа апостол Павле е јудеец. За они што се под закон, и јас како да сум под закон, тоа е пак иста работа, значи, евреите го познавале законот, значи, биле под законот. Исто како првото, за јудејците станав јудеец. Но сега, третата споредба е малку проблематична, бидејќи сега се работи за паганскиот свет. Неверниците, незнабожците, многобожците, атеистите, како сакате, блудници, беззаконици, прелюбодејци и така натаму. Како сега да личам на нив, за да придобијам некој од нив. Што значи тоа? Дали тоа значи дека во црква треба да организираме рок концерт? Како што некои мислат и прават. Дали тоа значи? Ајде да видиме. За оние што се без закон, станав како да сум без закон, иако пред Бога не сум без закон, туку сум под законот на Христос. За да ги придобијам и оние што се без закон. Ево е многу интересно. Како тоа станав и јас како да сум без закон? Значи, глумам што? Дека сум неверник. Глумам неверник, глумам комунист, глумам незнабожец. Не може. Тешко е да се биде глупав. Кога знаеш повеќе. Тешко е да глумиш незнаење, кога знаеш повеќе. Или е лесно? Кога ја прави оваа дигресија, иако пред Бога не сум без закон, току сум под законот на Христос, Павле сака да укаже на тоа дека оваа споредба, станав и јас како да сум без закон, не значи дека и јас почев да глумам дека сум неверник, дека сум јас незнабожец, дека сум јас блудник. Значи, не почнав јас да имитирам гревови и да живеам грешно,
Затоа што сум под законот на Христос, вели. А не сум, или изгледам како да не сум под закон во нивните очи, со други зборови, изгледам или се однесувам како да не сум евреин. Значи, како да не сум евреин. За да им се приближи. Повели, драги? Да, благодарам. Например, те покани некој неверник кај него на гости. Што би направил евреинот? Нема да отидам, ќе се опоганам и ќе се осквернам ако отидам. Дури ни во судницата на Пилат не сакаа да влезат. Иако Пилат им требал за да им заврши работа, ама не сакале да влезат, да ќе се осквернеме. И не било тоа проблем само на фарисеите и свештениците, тој проблем го имали и апостолите. Апостол Петар, ако не примал визија, директно од Божиот ангел да му рече отиди во домот на римскиот капетан Корнелий, за жива глава никогаш не би стапнал во неговиот дом. Но Христос би стапнал. Иако и Закхеј и Матеј биле евреи, сепак како митници биле толку озлогласени, толку лоши во очите на израелци, на другите евреи, предавници, никакви, со грешен начин на живот, сепак Христос отишол во нивниот дом. Но што правил таму? Се опијанил? Се разбира не. За да придобие, ако може, некого. Постапил спротивно од евреите, но тоа не значи дека направил компромис со гревот или прифатил некаков греф, да се извалка со некаков греф и така натаму. Добро, заради времето, ќе отвориме сега и во Матеј 22 глава, тие стихови беа наведени во прашањето пред одсекот. Значи, прашавме дали Павловата мисла од Галатјаните 5.14, целиот закон се исполнува со љубовта, љуби го ближниот свој како самиот себе си, не е негова изворна мисла, туку ја среќаваме порано во Новиот Завет. Наведени се зборовите Христови, односно случката кога Христос бил прашан нешто на оваа тема. Матеј 22 глава, од 34 до 40 стих. Хајде го прочитаме и овој текст. Кога фарисеите слушнаа дека ги посрами садукеите, а садукеите ги посрамил со одговорот што им го даде на нивниот глупав пример, со жената што 7 пати била вдовица и чија жена ќе биде при воскресението. Тоа беше прашањето. Глупавото прашање на садукеите. Кога виде фарисеите дека он ги посрамил садукеите со одговорот што им го дал, што се случило? Се здружија со нив. Засилување. И еден од нив, познавач на законот, искушувајќи го, запраша и рече: Учителе, која заповед е најголема во законот? Веднаш да застанеме и да размислиме како гласи прашањето. Учителе, која заповед е најголема во законот? Значи, која заповед
Од каде? Од законот. Во законот. И сега што одговора Исус? А Исус одговори: возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. А втората е слична на неа. Значи Исус кажува повеќе од она што бил прашан. Бил прашан која е најголема. Тој кажува според него која е најголема и кажува сега која е втората поред после неа. Возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се држат целиот закон и пророците. Уште еднаш, какво прашање му било поставено? Која е најголема заповед во законот? И сега, дали е точно дека кога Исус го кажувал овој одговор, тој дал нови заповеди, што ги нема во законот, како што мислат протестантите, со своето површно размислување. Исус бил прашан која е најголемата заповед во законот. Значи, не се очекува сега он да каже и да даде нешто ново, туку која е најголемата од законот. Законот кој што веќе бил стар 1500 години до тогаш. Дали Христовиот одговор, овие две заповеди, што он ги кажува, се наоѓаат во законот Мојсеев? Се наоѓаат. Каде се наоѓаат? Каде се наоѓа првата заповед? Да. Конкордансот вели 43 стих. Повторени закони или второзаконие, 5 глава. Ајде да видиме. Колку стихови има 5 глава во вашите преводи? 33 има и тука. Значи нема 43 стих. Така велише конкордансот. Да. Пета Мојсеева 6:5. 6 глава 5 стих. Сакај го Господа твојот Бог. Прво вели во 4. Послушај Израеле. Господ, нашиот Бог е единствен Господ. Се познатите зборови на еврејското вероисповедание, дека постои само еден Господ. Се вика Шема ова вероисповедание, бидејќи така гласи Шема Израел. Елохим, односно, прво вели, го споменува Божиото име, значи 4 букви ЙХВХ, па Елохену, нашиот Бог, и пота вели ЙХВХ Ехад, значи е единствен, еден Господ. И сега во 5 стих, сакај го Господа твојот Бог од се срце, вели овде преводот, со сета душа твоја и со сите сили твои. Ова беше најголемата заповед, што Христос се цитираше. А каде е втората, што он ја кажа? Љуби го ближниот свој како самиот себе си. Во законот, каде во законот се наоѓа таа? Трета книга Мојсеева, или Левитска книга,
Имам малку проблем со овој превод. Само момент. Го најдовте вие стигот? Три-четири. Само момент. Осумнаесетиот во вториот дел од 18. Да. Да не се одмаздува раката твоја и не биде им непријател на синовите од народот твој, туку сакај го ближниот свој како самиот себе, јас сум Господ. Тоа е втората заповед. Живете на различни места се наоѓаат и во различни Мојсееви книги. Меѓутоа, она што е битно да разбереме дека Христос одговорил на прашањето како што му било поставено. Која е најголемата заповед во законот? Значи, овие Христови зборови не се некој нов закон. Не се некои нови заповеди. Тие си постоеле веќе 1500 години во Мојсеевите книги. Зошто христијаните се заведени да мислат дека Христос дал некој нов закон, која ги кажува овие заповеди за љубовта? Затоа што тие се заведени од едни и други Христови зборови. Се сеќавате на едно место Христос навистина вели нова заповед ви давам. Нова заповед, не вели нов закон. Јован 13:34. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. Што е тука ново? Како што јас ве возлюбив, тоа е новото. Значи, Христовиот закон на вистина се однесува на Христовиот пример. Христовиот пример е новоста. И секогаш Христовиот пример и Христовото учење, не само животниот пример, значеше нешто повеќе од Мојсеевиот закон. И самиот Христос тоа го кажува многу јасно, например во беседата на гората, порано. Сте чуле дека е речено тоа и тоа, а јас ви велам нешто повеќе. И таму, например, во Матеј 5:20, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжиците и фарисеите, нема да влезете во Царството Божие. Зошто? Затоа што, како прва праведноста на книжиците и фарисеите е нечиста облека, беше лицемерна праведност, не беше праведност во Божи очи, но оно што Христос го бара е навистина повеќе од оно што и во Мојсеј е заповедано. Всушност, суштината на Христовиот закон воопшто не е правен поим, како што е тоа Мојсеевиот закон. Христовиот закон значи мотивиран од љубов да го направам она што најмногу можам, значи максимализам, она што најмногу можам да го направам за оној кого го љубам. Било да е тоа Господ лично или мојот ближен. Христовиот закон значи максимална служба. Колку што можам, повеќе, се од себе, ако можам. Додека секој правен закон, или секој закон во буквален смисол, дефинира само минимум. Кога имате закон, значи имате минимум на потребно однесување. Имате минимум
немате максимум. Секогаш законот дефинира минимум. Одново не стигне камбаните. Например, да го земеме законот за чисти и нечисти јадења. Зошто Господ го дал тој закон? Зошто Господ им кажал на израелците, ќе ги јадете месата од овие животни, а од оние нема да ги јадете? Дали Господ воопшто сакал да јадат месо? Зошто им дал таков закон? Зато што евреите барале месо. Господ им дал мана, евреите не сакале мана, им се згадила дури. И копнееле по месото во Египет. Значи, Господ дал закон што дефинира минимум. Еве, чим сакате месо, добро бе, еве ви месо. Иако тоа не е најдобрата храна, ама еве ви, пошто сакате. Само не било кое месо. Законот дефинира минимум. Не дефинира максимум. Што би било максимумот? Максимум би било оно што беше на почетокот. Оно што беше на почетокот. Како беше на почетокот? Сега, максимумот е нешто, значи, кога јас би се љубел себе си како прво толку многу, да пазам толку многу со своето тело како постапувам, и тогаш да ги љубам другите како што се љубам себе си. Тоа би било максимумот. И не само во поглед на храната, се разбира. Адвентизмот ја повторува израелската историја. Например, сите христијани со се адвентистите јадат и свинско и секакви меса до 1863 година, кога Елена Вајт ја добива првата визија за здравствена реформа. До тогаш некои од пионерите на адвентизмот се вели дека јаделе на кришка леп, ставале свинска мас, си ја мачкале така, за да ја јадат. Да. И сега Елена Вајт ја прима првата здравствена реформа 1863 година. И што значи таа реформа? Враќање на Мојсеевиот закон на чисти и нечисти меса? Таква визија примала Елена Вајт. Да не јадете свинско? Не. Веднаш во старт, со првата визија, Елена Вајт поставила вегетаријански стандард, односно Господ поставил. Зошто тогаш адвентистите се вратиле на Мојсеевиот закон, на чисти и нечисти меса и на јадење свинско и зајачко и така натаму? Затоа што, како и евреите, не сакавме да го прифатиме максималниот. Иако и тој стандард, вегетаријанскиот, во визијата на Елена Вајт, од првата визија уште не беше максималниот. Но ете и тој стандард беше претежок и за да не испадне дека ја отфрламе здравствената реформа, си направивме компромис, според Мојсеевиот закон, чисти и нечисти меса. Значи, тоа е минимализам, законот е минимализам. Законот покажува во случајов, затоа го земав тој пример за исхраната, затоа што тука најдобро се гледа дека законот поставува само минимум. Можеме да земеме друг пример. Пример за прелюба. Не прави прелюба, што значи тоа? Тоа че ако сум женет, ќе пазам. Значи, да не отидам со друга жена. Минимализам. Но што значи Христовиот закон по тоа прашање? Колку длабоко задире Христовиот закон? Значи не е формално правно, ќе пазам по словото на законот, по буквата, или ќе пазам онака колку што треба за да поминем на суд. И тоа под претпоставка дека се работи за праведни човечки судови, не како овие македонски.
И може да наведеме еден куп други примери, кои што самиот Господ ги навел во беседата на гората. Но суштината е иста. Мотивирани од љубов, секогаш ќе го правиме она што е максимум. Најдоброто што можеме да го направиме за ближниот. Кога љубиш, не бараш минимум. Не сакаш да дадеш минимум, туку сакаш да дадеш максимум. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.